Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, најпрво сакам да ви се заблагодарам што сме тука денес заедно во село Љубојно. Ви благодарам на присуството на овој голем ден за нас, за нашето културно наследство, за македонскиот јазик. Ова старо училиште Димитар Влахов во село Љубојно, каде што сме сега, ќе биде центар за промоција на македонскиот јазик. Ќе се послужам со зборовите на големиот Конески и ќе кажам се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе можеме да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како огниште. И ова старо училиште во Љубојно, вековно огниште на употребата на македонскиот јазик, второ училиште во државава каде по Втората светска војна започнува настава на македонски јазик, ја потврдува констатацијата на нашиот јазичен визионер Блаже Конески, но и вербата на Кочо Рацин, Славко Јаневски, Ацо Шопов и низа други автори, дека активната употреба на македонскиот јазик е неговата најголема промоција. Тоа го знаеле и македонските учители, кои образувале низа генерации на македонски мајчин јазик. Го знаеме и ние денес. И затоа сме овде. Владата ја донесе одлуката и Министерството за култура веќе започна действија за реконструкција и ревитализација на објектот на старото училиште тука во Љубојно и негова адаптација во Центар за промоција на македонскиот јазик. Со грижата за овие објекти кои што се дел од нашето јазично и културно наследство, ја испраќаме пораката дека оваа влада се определи за заштита и афирмација на македонскиот јазик дома и во светот. И продолжуваме во таа насока, со што го штитиме и афирмираме и нашиот посебен македонски национален идентитет. Денес јасно и гласно во официјални изјави на европските лидери и на представници на меѓународната заедница се употребува терминот македонски јазик. Македонскиот јазик е рамноправно застапен заедно со сите други европски јазици во Европската унија, по неговото официализирање во Обединетите нации. Прв доказ за тоа е договорот со Фронтекс на македонски јазик, а и целокупното европско законодавство веќе се подготвува да се преведе и на македонски јазик. Во овој преспански крај, кога го подпишавме договорот со кој што се осигуравме да станеме членка на НАТО, со што ги осигуравме и територијалните граници на нашата татковина, се обврзавме на целосна заштита на македонскиот јазик и на нашиот посебен македонски идентитет. И денес за сите е јасно дека ние го исполнуваме ветеното. Како влада активно продолжуваме со посветеност кон нашето историско и културно наследство, што не дефинира и не определува како народ и како држава. Од преспанско Љубојно, денеска одиме и во ресинското село Курбиново, каде што се наоѓа еден од најзначајните споменици на културата, манастирската црква Свети Ѓорѓија, позната по најстарото сочувано ѕидно сликарство и несекојдневен пример на византиска уметност од крајот на 12 век. Таму се реализирани неколку проекти за заштита и конзервација, со што активно се работи на зачувување на ова огромно наше културно богатство. Црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново е веќе впишана на тентативната листа на УНЕСКО, што е прв чекор во процесот на впишување на едно добро на листата на УНЕСКО на светско наследство. Почнав со зборовите на еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик, Блаже Конески, а ќе завршам со еден од најголемите борци за признавањето на македонскиот јазик, Крсте Петков Мисирков, кој вели: за среќа има македонска национална култура и историја, и тој факт го вооружува македонскиот народ со непобедливо оружје во неговата борба за човечки права и за слободен национален живот, како рамноправен член во бројот на културните народи. Визиите на Мисирков и на Конески. Нашата генерација со огромни заложби на оваа влада ги остварува и верувам дека денес сите сме горди на тоа. Сакам на крај да изразам огромна благодарност до Министерката за култура, до низините колеги во Министерството за култура, до раководителите во ова училиште кои што ќе работат на неговата комплетна реконструкција. Сакам да се заблагодарам и на невладините организации кои што во текот на изминатите години и децении постојано го промовира овој крај и неговото значење за македонскиот јазик, и исто така на поединци кои што се наши општествени работници, дел од нив и медиумски работници, кои што исто така не оставија да ова училиште биде оставено на забот на времето, а владата потврдува преку веќе одобрениот проект и веќе одобрените средства дека ова руинирано училиште ќе стане еден од најзначајните споменици на македонскиот јазик и воопшто на нашата култура и идентитет. Ви благодарам на сите. Да,
Може така. Почитуван премиер Ковачевски, почитувани присутни, почитувани медиуми, добар ден на сите во живописното Љубојно. Стоиме пред старото училиште, во кое на 15 ноември 1944 година задзвоне првиот час за почеток на наставата на мајчин, македонски јазик и училиште, кој неколку години потоа беше светилник за сите ученици од овој преспански регион. Сега е без покрив, со коров во својата внатрешност, но тука сме да го завршиме она што го ветивме, обновувајќи го местото кој е темел на нашиот културен и национален идентитет, а тоа е македонскиот јазик. Ги направивме сите неопходни чекори за да дојдеме до финалната фаза за да започнеме со најубавиот дел од целиот проект. Реконструкција и ревитализација на првото македонско училиште во Преспа Димитар Влахов во Љубојно и негова адаптација во Центар за промоција на македонскиот јазик. Владата, Министерството за култура и Завод и музеј Битола презеде обврски објектот пред кој се наоѓаме со имотен лист 55 да заживее во чест на македонските дејци и во спомен на сите просветни работници. Да стане собиралиште на лингвисти, педагози, наставници и професори по македонски јазик. Да остане како паметник за генерациите по нас, дека темелите на ова здание се всушност историски темели на образованието на мајчин, македонски јазик, столбот на нашиот идентитет. Заштитата и промоцијата на македонскиот јазик е клучна за македонскиот културен опстанок. А со отварање на ова место, Центар за промоција на македонскиот јазик, оваа влада со дела покажува кој вистински се грижи и кој е чувар на националниот и културниот идентитет. Знаеме кои сме, во која насока се движиме и што точно поседуваме. Токму затоа преземаме обврска и одговорност да го чуваме, заштитуваме и да го оставиме културното наследство на идните генерации, како што ни оставиле нам нашите предци. Старото училиште е во режим на заштита од 2020 година, како дел од споменичната целина Љубојно. По неговото автентично обновување, овој монументален објект ќе биде Центар за промоција на македонскиот јазик. За нас македонците, ова зад нас не се урнатини. За нас македонците, особено они од Преспа, ова се темелите на нашето образование на мајчин македонски јазик. Овие зидови, поттигнати од рацете на нашите мајстори пред 116 години, издржале и војни, и земјотреси, и пожари, и невремиња. И пак се тука, како сведоштво за нашата градителска укост и подсетник за нашиот пркос, за кој денес се одолжуваме и одаваме почит. Сакам да ви се заблагодарам и да ве поканам и понатаму на следната точка, тоа е да ја посетиме црквата во Курбиново. Благодарам. Министерке, кога може да се очекува да биде обновено училиштево? Каква е динамиката на реконструкција која што се предвидува и колку средства се обезбедени од државата? Сега повторно одиме чекор по чекор, односно го продолжуваме постапката до финализирање на идејниот проект, да обезбедиме конзерваторски дозволи. Почнуваме со онаа сума која што 2 години поред беше одобрувана, но за жал не беше реализирана, тоа се 500.000 евра. Исто и Курбиново денес ќе бидите, какви градежни активности таму? Јас би сакала директорката да ви одговори, бидејќи таа е доста поупатена во тоа за Курбиново, не би сакала да се направи никаква грешка. Добар ден на сите. Благодарам за посетата и интересот околу градежните активности на црквата Свети Ѓорги во Курбиново. Имено таму веќе завршуваме со конзерваторските работи на архитектурата на црквата во Курбиново. Преостанати се уште две, да речем условно кажано, помали фази, а тоа е изработката на подпорниот зид, дренажните канали, како и поставувањето на подот во внатрешноста на објектот, која фаза треба да се заврши до најдоцна некаде до месец јуни. За повеќе прашања, ако сакате, може на самиот локалитет таму, што ќе ве интересира, ви стојам на располагање. Може. Што ќе преземете, господин Ковачевски, за езерото во Преспа? Значи се повлекува од година на година. Вие како влада, вие како држава, што ќе се преземе за ова езеро? Државата ќе преземе се што е во нејзина надлежност и можности нормално, во однос на непогодата која што му се случува на езерото Преспа. Езерото Преспа природно е поврзано со Охридското езеро и нормално дека како резултат на овие климатски промени кои што се случуваат, вие гледате дека има се помалку врнежи и водостојот на реките, водостојот во езерата во државата е намален, исто како што е намален во цела Европа.
се случува да голем дел од езера, реки и така натаму се со намалени количини на вода. Ние разговаравме со ресорните министерства во однос на овој проблем и дека во наредниот период ќе мора да се изработи анализа врз основа на која ќе може да се определат активности и мерки како да се спаси, да кажеме, Преспанското езеро, исто како што во минатото беше направено и со Охридското езеро. Секако се работи за огромен проект, кој што проект ќе треба да биде поддржан и од наши партнери и финансиски, меѓутоа исто така и преку ноу-хау, но државата нема да го остави Преспанското езеро така. Денес сте во Преспа, докаде е активноста со отварањето на граничниот премин Маркова нога кон Грција? Активноста со отварањето на граничниот премин Маркова нога се одвива во поодминат период наназад. За сите детали во однос на тоа ќе мора да поразговараме и со Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и со другите институции кои што се надлежни, се разбира и со грчката страна, бидејќи и таму има активности кои што треба да се завршат. И јас се надевам дека во најкраток и најбрз можен период ќе може да зборуваме за отворање на граничниот премин, што не беше случај во минатото. Како ја коментирате изјавата од господин Мицковски што го кажа вчера дека некои криминалци од СДС и од ДИ прават притисок врз пратениците? Не кажа така господинот Мицковски. Па не кажа баш така. Тој прво, знаете како, најлошо е кога човек лага, сака да покрие со друга лага. А ова му е трета лага на господинот Мицковски. Пред една година шеташе по собранието на државата, велејќи дека има 61 пратеник за да ја сруши владата. Па потоа го видовме вечерта на клиника. Потоа пред Нова година кажа дека има 61 пратеник за да ја сруши владата, за да сега каже дека полукриминални, ја не знам како му е тој израз, бидејќи има или криминални, или честни структури. Во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има честни структури. Сите пратеници на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се членови по функција на Централниот одбор и нивниот глас вреди исто колку што вреди гласот и на председателот на партијата и на сите други, и секој од нив го кажува своето мислење, а сите одлуки кои што досега се носени во Социјалдемократскиот сојуз се носени едногласно. Во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија председателот на партијата, тоест јас, или било кој друг председател претходно, нити им барал меници на пратениците, нити им барал изјави заверени на нотар, како што тоа го барал Мицковски и неговите претходници, се со цел да може да ги држи во заложништво. Исто како што самиот тој е во заложништво на господинот Апасиев. Пратениците се тука со мене. Денес ќе одам на слава кај председателот, односно координаторот на пратеничката група и сакам на сите наши сограѓани кои што го слават Свети Јован, кои што имаат име и именден, да им го честитам овој голем празник и да му порачам на господинот Мицковски дека не само што нема 61 пратеник, не само што пратениците се слободни да одлучуваат така како што сметаат согласно со добиениот мандат и својата политичка позиција во политичката партија, туку да му порачам дека парламентарното мнозинство ќе биде и поголемо од тоа што е денес. А што се однесува до Алијанса, Да. влада, дали вие сте направиле предлог? Денеска има некои вести по портали дека има две предлози. Еден да влезе со алтернатива, други сите тие комплет, или без алтернатива и да води Министерство на здравство. Прво, јас веќе одговарав на ова прашање на пресконференција која што имав завчера. И кажав дека, го повторувам тоа што го кажав претходно, дека сите политички партии кои што се за концептот за Европска Македонија, бидејќи во државата има два концепти. Едниот концепт е концептот за Европска Македонија, односно продолжување на патот на преговори и за членување на државата во Европската Унија. Вториот концепт е концептот на левица и на нивниот заложник ВМРО ДПМН против Европската Унија и против НАТО, што го потврдиле преку сите гласања досега во изминатите 31 година, бидејќи нема една стратешка одлука која што ВМРО ДПМН ја поддржало, за жал, и дека сите политички партии кои што се за концептот за Европска Македонија, вратата за нив е отворена.
во коалицијата за Европска Македонија. Се разбира дека кога зборуваме за алијанса за албанците, тогаш треба да зборуваме дека таа соработка може да се направи, односно треба да се направи, врз основа на две претпоставки. Првата е програмски политички и втората е кадровски, и за такви се уште нема конкретни разговори. Како ја коментирате ситуацијата внатре во ДУИ, значи со огнената група што се случува последно? Дали тоа прави проблем на владата? Тоа не и прави проблем на владата, бидејќи јас прво не сакам да коментирам случувања во други политички партии. Точно, меѓутоа и доколку ги видите изјавите на пратениците од ДУИ, без разлика на другите дискусии кои што ги водат, ниту еден од нив не го довел прашањето на владата во контекст дека не дава поддршка. Ви благодарам.